Станарите од така наречената предарска зграда на улицата Маршал Тито во Струмица тврдат дека соседите им го узурпираат дворот и градат придружни објекти кои лепаат до самата зграда. Велат дека веќе нема двор за паркинг, а од изградените придружни објекти од соседот, станарите не може да ги користат терасите. Сава Хаджијанкова вели дека тај останатите станари живеат во кафес, бидејќи зградата и од спорниот дел имало влез, но сега е затворен со дрва. Колата тук си паркираме. Прво съм јас тук у тај стан, нема друг. И пато немаше такво шупи. Посната они наредија шупи забранени и они си направи тук купател. Деса. И од тогај не дават ни шупите да се рушат. Они си направија што сака и ние си останаме като у кафес. Врати затворени. И нема дека да одме. Станарите убедуваат дека станува збор за двор од 3 метри вдолж зградата кој легално им припаѓа, но сега бил узурпиран. Реагирале и до надлежните и чекаат да се реши проблемот. Викаме за шо лупчо градиш, викнахме го да стопираме. Вика јас ќе правам, вие што сакате правете. Ќе ти го рушат. Нема смисла това што го правиш под нашите тераси тука да е. Он вика нека рушат ако има може некој да го руши. Поднесохме после ние барање приговор до Томислав до Уштината. Ирина била тогаш на одмор, он така кажува дека не била она. Томислав бил вика јас моето 20 пати сум одела кај Томислав. Он вика јас моето си го спроведох, дадох забрана да градат и да го срушат. Не го спроведува решението, а од тогај на ваме веќе 10 години, 7-8 години или колку имаме и ги документите, само трчкаме зградата тоне. 20-тината станари од стамбената зграда на улицата Маршал Тито преку представничката на кукниот совет Вера Тренчевска упати апел до надлежните да се реши овој проблем. Градата ќе ни падне. Што е најжално, ќе останат сите на улицата. Ето, гледате, сами видехте, дека го има. Оте они дрвата не се стават таму прокаринината зид. А нема ли купатило, узурпираа местото на први купатил? Нек си особичката направат купатило. Ние знаеме, 3 метра си ги бараме. Поднели бихме недо соочување, не викнака еден адвокат и адвокатот им кажа. Вика тоа, они зграда без двор нема. 3 метра да оставиш. Еме јас ништо, 3 метра си ги бараме, кажете ни каде треба да одиме. И тоа по најхитно да си ги земеме. По историјата на земјиштето, да се најде некој правен субјект или ние сме државјани тука на град Струмица, граѓани. Ама ако не бива ќе потераме републичко помош. Од општината информира дека се запознаени со случајот. Во одговорот од таму вела дека странката има поднесено барање за утврдување на правен статус. Согласно законот за постапување со бесправно изградените објекти, градоначалникот е должен да донесе решение за утврдување на правен статус на посочената градба или, ако согласно истиот закон не ги исполни условите, да донесе решение за одбивање.